Јас сум Марсова Тања, како председател на Зелена градба асоцијација. Тоа е асоцијација која што е формирана на иницијатива на неколку жени предприемачи од различни бизнеси. Истовремено, како предприемач повеќе од 7 години, женско предприемништво малку потешко за опстанок во Македонија, на една градежна компанија, дојдовме до идеја како нашиот глас да биде слушнат во делот на стопанството, во делот на бизнисот и нормално да си дадеме неизмерна поддршка ние жените и да доловиме дека нема потреба да се едни со други, да се прави дискриминација жена, маж или да се прават поделби на бизнисите според половите. Зелена градба асоцијација ја формиравме изминатата година по иницијатива, пред се на моја иницијатива, како сопственик на градежна компанија која исклучиво се занимава со изградба на енергетско ефикасни куќи од СИП панели. Во 2019 година, кога започнав со таа дејност, најдов на толку многу потешкоти во реализирањето на сето тоа, пред секако идејата воопшто не ми беше прифатена. СИП панелите во тој период беа непрепознатливи како градежни материјали во Македонија, иако светот веќе беше во напредна фаза на развивање не само на приземни стамбени куќи за домување, туку веќе и на големи згради. Од 2015 година, кога сите светски истражувања и анализи покажале дека има енормно зголемување на емисијата на CO2 во воздухот, повеќе научни истражувања и повеќе светски организации покренали иницијатива за потпишување на договор кој што ќе ги обврзе сите држави да ги намалат загадувањата во сите сектори, посебно на стопанството и посебно на градежништвото. Како економист по професија, во тој момент направив еден пресек и сакав да одлучам што понатаму во мојот живот и во мојата кариера, бидејќи претходно работев во еден малку повеќе женски свет од ова, исто во бизнисот, меѓутоа се занимавав со увоз и извоз на гардероба или дизајнерство и мода. Некако не се исполнував доволно, барав нови предизвици и градежништвото ми дојде сосема интересно поради креативноста која што може да се имплементира во сето ова. Чувствував дека имам премногу креативен ум на 32 години, некако не се пронаоѓам во светот на модата. Почнав да правам одредени истражувања и многу ме привлекуваше што е тоа што го алудира светот, колку тоа ние дишиме загаден воздух. Па кога ќе го погледнеме Скопје низ прозор, во тој период живее во Ново Лисиче или Ново Лисиче е најстрашно, почнав да анализирам, да правам научни истражувања самостојни, иако пак ќе кажам, јас сум далеко од таа бранша како економист, ама ми беше интересно затоа што сум и љубител на природава, на планините. Урбаниот живот не ме привлекува, колку што ме привлекува она што е природно. Неколку видеа ми посочија дека енергетските куќи, односно монтажните куќи, се доста интересни, а од друга страна се биоразградливи, барем 60% од она што ние можеме да го понудиме на пазарот во Македонија, иако во другите држави веќе идат на биоразградливост од 100%. За нас се уште тоа е недостижно, меѓутоа тука за тоа многу придонесува и нашиот став кон тоа како треба да се изгради една куќа. Ние малку новитетите како народ ги прифаќаме малку потешко. Па кога ќе спомнеш монтажна куќа, или пак СИП панел, или пак дрво за куќа, секогаш наидувавме на прашањето па тоа ќе го однесе ветер, па знаете во Америка таму се сите монтажни, па знаете се случува катастрофа, иако тоа не е така. Монтажниве куќи имаат голема стабилност во самата градба и пред се тие се во толку добри изолатори фасадните ѕидови, што вие автоматски со градбата на таквата куќа на долги стази заштедувате многу и влијаете директно на својот буџет, домашен буџет. Не само на луѓето, на неразбирање наидовме од сите можни институции и од сите луѓе кои што се градежни инженери, статичари. Доста беше тешко да добиеме конкретни информации. Како да се проектира една таква куќа, како да ја поминеме во изис, дали е таа сеизмолошки стабилна.
борбата беше голема и во 2020 година, веќе пред самиот почеток на короната, на моje изненадување, на интервју за архитект, замислете, доста тешко беше да најдеш архитект да може да проектира таков тип на куќа и уште повеќе да направиме една комплетна агенда каде што ние ќе бидеме поборници и носители на нешто што треба да значи здрава животна средина и нормално здрава земја, па здрава храна, па и здрави деца. Кога мојата архитектка, која што од самите почетоци со мене, Емилија Занева, дојде со 20 годишно искуство, верували или не, јас ја прашав што бараш ти кај нас. Затоа што иако моите менаџерски искуства од порано, 15 години веќе едно такво искуство, сепак јас не се чувствував доволно сигурна. И по 5 години постоењето на мојата фирма и денес не се чувствувам доволно смела, затоа што нас тешко не прифаќаат. Пред секоја ќе настапи жена да представува проект кој што е импозантен, кој што е интересен, сепак од другата страна, кога не се жени, ние наидуваме на соодветни препреки, па објаснувања, па губење енергија, па почнуваш да губиш и волја. Ама кога Емилија Занева пристапи кон нашиот тим и кога добивме одговор дека и покрај сте она сака да проектира за нас, тогаш, а и сега сум уште посрекна и во мојата канцеларија имаме токму жени. И жени го развија бизнисот, морам да кажам. Ние направивме за себе 34 монтажни куќи, сите се енергетски ефикасни, сите се добро изолирани, надворешно на желба на клиентите, буквално делуваат како куќа која што е тврда градва. Нема ниту една разлика, ама кога ќе влезете внатре во летен или зимен период, токму поради изолаторските зидови, се чувствува сето тоа и вие со една триполка клима можете да загреете простор од 50 квадрати. Значи, трошоците се намалени. За жал, како и во другите бизнеси, а во ова влеговме како стартап бизнес, и кога никој не ти го препознава ставката градежен материјал, па ние треба да трошиме време и енергија, што значат си панелите, дека тоа се производи кои што доаѓаат како панели, готови производи, од ОСБ табли со исполна стиропор внатре. Во делови од светот тие доаѓаат со исполна камена волна, како поприроден материјал или како полиуретанска пена, меѓутоа биолошка. Доаѓа ковидот. Како и сите бизнеси, ние мислевме дека една година постоење ќе значи и пропаст со почетокот на короната, а во истиот период ни беше толку занимливо и интересно и кога го добивме првиот проект од Емилија, куќа во дрво, проектирана, па се потрудивме да помине и низ ИЗИС, па и добивме одобрение од ИЗИС, тоа некако ни даде желба да продолжиме понатаму. И дали има корона или нема корона, жени како жени, ние сме секогаш малку поупорни, потврдоглави, одлучивме да продолжиме. Не застанавме во короната, заеднички разговаравме, дојдовме до идеја од самиот карантинот, сето таа нова настаната ситуација. Јас, пошто по потекло сум од Источна Македонија, најнеприфатливо за мене во Скопје беше кога дојдов да живеам во затворен стан од 40 квадрати и балкон од 2 квадрати. Доста често и тогаш и денес, значи пред 20 години кога дојдов во Скопје, и тогаш велев, а и сега го велам истото, за викенд скопјани си заминаа дома. Кога почнав да анализирам како ние да обстанеме, направивме на маркетинг кампања во која велевме, што секој знаевме дека поседува одредено земјиште, потекнува од некаде. Направивме кампања најбрзата куќа која што може да ја добиете за буџет од 7500 евра пред самата инфлација да настане, од 35 до 45 квадрати, брзо монтажна, е континер, ама не е континер, ради естетиката. И тука веќе се чувствуваше влијанието на жената во бизнисот. Ако е градежништво, ма влијание на жена. Ние внимаваме на креативноста, на естетиката, на ситните детали и нашиот производ дојде интересен за групата на клиенти. И ние во ковидот имавме најголем пораст на нашата компанија. За нас донесе успех. Токму тоа и се случи.
луѓето кои што живееа во помали станови, 4 до 5 члена, неиздржливо е да обстанат во таква просторија, па инвестираа во викендици. Годината која што помина вака или онака, не можевме да се прошируваме, ама веќе ги обезбедивме машините со цел да направиме првата фабрика за производство на СИП панели. За жал, се уште не успеавме да ја ставиме во погон. Пред се не можеме да ги обезбедиме потребните документи, да се класифицираме како градежни материјали. Борбата со институциите е уште една поголема препрека за развојот на бизнес, независно дали си маж или си жена. Ние реално имаме многу проблем со самата администрација. И доста интересно беше секој пристап на нашава агенда, приказ на некоја си платформа, за тоа колку значат монтажните куќи во делот на незагадувачки материјали, во делот на заштита на животна средина, со тоа и директно влијание на климатските промени. Доста често после ковидот се зборуваше колку тоа значи да бидеш на чист воздух, колку тоа значи да секој од нас како индивидуа придонесува да го намали загадувањето, а и не мора некој да ни кажува или некакви физибилити студија да работиме, да сватиме дека нештото се променило. Сега е веќе ноември, јас не се сеќавам да во ноември сме имале волку високи температури. Значи, глобалното затоплување можеме многу пластично да го објасниме на луѓето и да кажеме да, еве го се гледа. Тоа директно влијае. Препреките продолжија, неприфаќањето продолжи, меѓутоа и покрај тоа што многумина искусни луѓе во бизнисот, искусни луѓе во градежништвото рекоа да, од ова нема да биде ништо, македонците никогаш нема да купат монтажни куќи поради безбедност. Меѓутоа македонците, особено помладата популација, и како купуваат монтажни куќи. Имаме еден проблем и со самото новинарство, кога се пласираат неточни информации кон луѓево и тие доаѓаат буквално дезинформирани кај нас дека монтажна куќа значи дека монтажната куќа ќе ја пренесуваш од едно на друго место. Тоа е грешка. Тоа не постои, не може да постои, затоа што секој македонец бара бетонски фундамент за поставување на таа куќа, бара контактна фасада, демит фасада и тоа не е монтажно. И ти механички невозможно е да не го оштетиш, а да го пренесеш. Од тој аспект развивме и посебен друг концепт на модуларни куќи, кои што се исто на природна база. Имаме еден проект кој што се вика Берта и тоа е првиот модерен дом на Тркала, кој што изнесува 10 квадрати и тој може да се пренесува и да ви дозволи номадски начин на живот. Од целокупната приказна по ковидот, по самата изолација меѓусебна, па мислам дека секој од нас се врати назад во природа, свати што значи да имаш чист воздух, чиста вода и колку задоволство носи сето тоа. Јас не верувам дека некогаш претходно, ако не се случеше ковидот, како една позитивна страна, ќе си дозволев себе си да бидам месец дена изолирана надвор од Скопје или надвор од станот, од урбаноста. Ама тогаш имавме прилика и сватив дека тоа е она што го сака. Кога продолживме понатаму и кога ја надминавме самата криза со короната и кога уште поинтензивно се надоградивме на тоа дека светот веќе дава максимална поддршка и сите европски фондови се со повик за зелена агенда, зелена платформа, со мојот тим, пак ќе нагласам, бевме во тој момент 6 жени, дел од нив беа без искуство, поголем дел од нас беа со поголемо искуство, и благодарение на мојот раководителка, направивме уште поголема агенда и зошто да не развиеме рурален туризам, меѓутоа туризам кој што ќе не врати на она правобитното и вредното, ама нема да ја загадува околината и ние нема да изградиме висококатници, огромни хотели, модернизација. Јас и сум уверена дека луѓето, туристиве во Македонија сакаат да видат нешто културно, традиционално и наше домашно, и трпеза, и архитектура, и природа. Во светот можете секаде да појдете и да видите модернизација, големи хотели со 5 звезди па и повеќе, меѓутоа во Македонија едно немаме финансиска моќ немаме за тоа. Самото поднебие не ни е треба да се вклопиме нешто кога ќе градиме, треба да го вклопиме во средината во која што делуваме. Направивме уште 15 мега проекти
ја формиравме самата асоциација, Green Building асоциација, уште пред во Македонија да се слушне за Go Green. И тогаш, кога настапивме и со фирмата, градежната компанија за екосип куки, повторно наидовме на одбивање. И повторно наидовме со првата реченица: овие се жени, па жените, знаеш, они малку повеќе произлегуваат кон желба, не кон бизнес и кон моќи пари. Меѓутоа, токму Green Building асоциацијата за една година направи многу повеќе и од мојата компанија и од компанијата на уште две жени предприемачи во управен одбор на нашата компанија. И направивме спој од градбата, животната средина, храната, па ни се приклучија креативци, па направивме одлични културни манифестации. Застанавме и излеговме пред јавноста пред една недела на првата наша годишна конференција на 4 ноември. Символичен датум го одбравме затоа што токму тогаш во Париз била подпишана декларацијата за делување против климатските промени и фондовите за глобално затоплување. Успешна приказна со 15 проекти кои што дел веќе се во реализација, а дел се во иницијална фаза каде што нормално нели се чекаат финансиите и парите. И лошо е што кај нас ако го изоставиме моментот на жена предприемач и успешноста нејзина, тоа што е жена, системот не поддржува стартап бизнеси, не поддржува иновации, не поддржува развој на нешто што е новитет, а ги имаме доста. Не веруваме во можноста дека ние во овој век можеме да развиеме комплетно туристичко место. Ние имаме развиено проект за туризам во село Герман до пред 2 години, речиси никој да не знаеше дека селото постои. Значи, кога ќе кажевме каде е лоцирано општина Ранковци, многумина од нас не знае ни каде е општина Ранковци. Село Герман е Герман планина и се наоѓа на највисоката точка од Герман планина, го носи името Герман, на српско-македонската граница е. Селото е иселено, мислам дека брои во моментов некаде околу 113 жители, претежно делува викендашки. И нашиот најголем проект го направивме токму за тоа село. Како може да оживее селото? Затоа што во периодот на ковидов, голем дел од луѓето кои што се иселија и претежно живеат во Скопје, се вратија назад. Токму во тоа село ја одржуваме и Макавејско лето, културната манифестација. И годинава имавме некаде од 15 до 23 жени учесници со своји бизнеси, меѓутоа со стартап бизнеси, со македонска трапеза. Тоа ни беше многу интересно, прво на нас, а потоа и на другиве. Па се поврзавме со неколку здруженија кои што ја штитат руралнава жена. И јас се уште се обидувам да тој стереотип рурална жена дека треба да се појави во облека која што нели не е модернизирана, па сите си ја замислуваме како жена без вкус, без стил. Тоа не е точно. Јас сум жена, рурална жена, затоа што потекнувам од село, мојата мајка е рурална жена. Имаме ние многу едуцирани интелектуални жени кои што се исто успешни жени во бизнисот, се предприемачи. Сме го победиле тој страв кога ќе влеземе во поголема средина дека ќе бидеме негирани и отфрлени. Меѓутоа сепак станува збор за карактерна особина, не е нешто друго. И тука дадовме, потенциравме колку значи да ги одржаваме пред се културните традиции, да ги одржаваме силата. На крај на денот, тие се и нашиот двигател за опстанокот во иднина. Мислам дека последнава деценија женското предприемништво се повеќе и повеќе има повисок левел. Ние жените во Македонија како предприемачи и пред ковидов и после ковидов не сме веќе толку деградирани, не сме отфрлени од бизнис секторот, се вреднуваме многу повеќе. Меѓутоа пак ќе кажам дека пред се сите треба нели да учиме, да знаеме да прифаќаме женската гордост, суета да ја тргнеме настрана. Никако знаете низ годините имавме перцепција, претпоставувам така не воспитувале она патриархално воспитување, жена треба да биде домаќинка, жена треба да се посвети на семејството.
барем оставало слика кај сите дека жена не е за бизнес. Тој стереотип се надминува. Во тоа сум убедена и сум сигурна, затоа што 90% од моите соработници се жени и ми е мило што работам со жени. Мојата компанија немаше да обстане ако јас не добиев жена архитект. Незината мајка била архитект. Стануваме доминантни. Мислам дека треба секоја од нас жениве да верува во себе, пред се да верува во својата идеја, да се обиде таа идеја да ја пласира во право место на право време, да не се обесхрабрува ако била одбиена, затоа што е жена. И ние доста често кај нас во канцеларија велиме дека подготвителноста да се учи е самиот и вистинскиот пат до успехот. И мене ми беше непријатно и чудно кога од мода влегуваш во градежништво и кога не знаев буквално ни една суровина. Меѓутоа, кога сватив колку јас ја сакам работава во креативноста, и не ме ни чуди сега. Значи, жената е столбот на фамилијата, зошто жена да не би била во градежништво? Сосема нормална и природна работа.